Се враќаме во студиото. Тука со нас е господинот Илија Јовановиќ, председател на невладината организација Градиме иднина. Господине Јовановиќ, добро дојдовте повторно во студиото на телевизија 24, во студио 10. Гостувавме пред неколку месеци, кога го образложивте вашиот проект или проблемот со децата питачи или со луѓето кои питачат на улиците низ целата држава, но најмногу вие акцент се ставате на децата, на оние најмалите кои всушност се злоупотребуваат во целиот процес. Од мали нозе тие се принудени да стојат, да питачат и на таков начин на некој им се дефинира нивната иднина која никогаш не може да биде розева. Вие велите дека во изминативе месеци после тоа гостување уште повеќе ги интензивиравте вашите активности и велите има резултати. Па кажете ни кои се резултатите? Ви благодарам на поканата. Поздрав до целата екипа на ТВ24 во цела Македонија каде што ме поддржава, на сите мои настани, на сите мои активности посетени. Голем поздрав и до вас. Најмногу ќе се заблагодарам на полициските станици, командирите, каде што најмногу притисок им вршев, најмногу досаѓав, во најладните студови да ние отстрануваме питачи, мајки, злоупотребувани деца од одредени локации. Исто најмногу тука мора да се заблагодарам на ПС центар, ПС Битпазар 192 дежурството на цела полиција во цела Македонија, каде што во секое време леле Илија само ти се јаваш. Тоа ни е должност. На сето тоа проектот треба да има резултати. Исто ќе се заблагодарам на неколку што најмногу стварно се застана на овој проект да се реализира и да има стварно за кратко време резултати. Ги поздравувам Мак Петрол, господинот Жан Митрев, Пивара АД Скопје. Простете ми што мора да се заблагодарам затоа што они да не беа и вие како медиуми, како главни организатори на овој целиот проект, верувате дека овие резултати немаше да ги има, каде што Градиме иднина од 9 часот наутро до нивното работно време, дури до 2 полнок ние сме дежурале на сите локации и доста резултати има. Кои се резултатите? Што е сменето сега на улиците? Има ли помалку питачи, бидејќи ние се уште ги гледаме, се уште ги има, но ние сега не можеме да измериме дали ги има помалку или повеќе, тоа треба вие да кажете. Во градот Скопје 9 локации веќе ние ги отстранивме, ги изчистивме лицата кои прават кривично дело и прекршок, каде што ги стават возачите во опасност, да и самите одговарат, но и да ви кажам, со сето тоа нашето дежурство, сите мобилни екипи што беа распрскани на многу страни, и волонтери, граѓани, анонимни кои се вклучува на овој проект, не сака да се искажуваат, верувате со нивните дежурства, со нивните фотографии, каде што постојано беа евидентирани, фотографирани, јас ги обучавав како тоа да го све спроведува за да нелиете ги заштитиме нивните лични податоци и така натака. Втора работа, со сите тие дежурства, деноноќно во зимските ладни студови и сега сезонава каде што им почнува најголемиот бизнис за питачењето и организирањето и злоупотребата на децата, верувате ние во скопските 9 локации, еве ќе ги спомнам. МПЦ Мавровка, каде што секој ден најатрактивните локации што од непознати сторители, каде што полицијата веќе ги евидентираше и ги знаеме кои се што се, ние, МПЦ и Мавровка, успеавме во рок од 65 лица секојдневно да ги отстраниме од најглавните локации, да нема питачи, ниту кои чистат шофершајбни, затоа што работното место не име тука на нив. Си има агенции за вработување, си има приватни компании кои вработуваат и така натака. Со сите тие апели ние кажавме дека местото не ви е тука, местото се знае каде е за вработување. Затоа што ние прво ги предупредувавме, ги опоменувавме, им дававме шанса да им понудиме работни места. Они тие работни места не ги прифаќаат. Зошто сега не ги прифаќаат? Сега ќе ви кажам, еден чистач на шофершајбна плата зима 46.500 до 50.000 денара на најатрактивните локации. Капиштец, контрдржавна болница Нова Македонија, Европска унија, НЛБ банка, МПЦ, Мавровка, Сити мол, према саемот и така натака. Значи ги имаме ние одредените сите маркирани локации и да ви кажам, ние веќе тој проблем го решаваме. Но
не е решението само да ги тргнеме и завршена е приказката. Јас себе апелирам до владата, до господинот Ковачевски, каде што лично јас го застанав, му се обратив на премиерот. Почитам премиере, викам, ве замолувам, дајте законски институционално да го решиме проблемот на ромите во цела Македонија и да не се злоупотребуваат политички за партиски цели, за време на избори. Тие се како македонците и сите останати, така и нивните проблеми треба да се решаваат. Он рече нема проблем, ќе видиме, ќе оствариме работна средба. Со сите институции каде што се видовме, искрено да ви кажам, ја освен од господинот Оливер добив голема поддршка во овој проект, а најмногу се разочарав од министерката новата за труд и социјала и од министерството каде што се уште нема никаква нивна мобилна екипа да се отстрануваат. Они може да спроведува записници дека превземено ова, направено тоа, но нигдека на терен 24/7 ги немаше. Не реагира ништо од министерството? Не реагира, никако не можеме да се погодиме околу проблемот. Јас и реков на министерката и на сите тие што остваривме работна средба. Дајте да се донесе закон за ромите, да се вработува, да идат на обуки, на курсеви, стручни професионални лица да работат, дипломирани педагози, дефектолози, социјални работници, логопеди, каде што сето тоа го има нашата држава, но никој не сака таа одговорност да ја земе. Јас еве сега пример да сум јас министер за труд и социјала, крај на питачењето ќе ставам во рок од 3 месеци. Ќе отворам повеќе дневни центри во цела Македонија, ќе вклучам, ќе обезбедам, ако треба, ќе барам и ребаланс на буџетот. Средства да се одвојат за сите тие што ќе работат со нив, да се отворат дневни центри, да се работи со нив, со родителите, со овие што се под дејство на алкохол, со сите родители од ромската популација би направил многу добра стратегија, програма за работа, младите нивни да идат на обука за доквалификација, затоа што јас пак ќе кажам, решението на улица не е за ромите. Ниту законски се заштитени, ниту здравствено се обезбедени, ниту едноставно ништо немат, ни документи. Но со ова вие додека работевте на овој проблем на отстранување на луѓето кои питачат, откривте и некои други аномалии. Откривте дека многу од нив немаат документи, откривте дека многу од нив не се ниту од Македонија, доаѓаат да питачат. Доаѓаат од посебни градови, доаѓаат од Велес, од Струмица, од Прилеп, Битола, има комбинации многу, они имаат шема разработена со организаторите, мафијашите и макроата, каде што ги манипулираат, ги злоупотребуваат сите тие оние промети што ги прават од 3 до 6-7.000 денара на ден од едно питачење или бришење што врешајбни, пола пари идат за организаторите. Но некој стои позади организаторите, но јас тие кртови ќе ги откријам. Значи, тука имаме полициски службени лица кои стојат и кои ги штитат и слободно ги остават. Дури и самите питачи вика, мене полицијата ме заштитува, мене полицијата ми дозволува. Сега они тоа што го кажуваат, ние бараме сега и ги откриваме кои се тие полициски службеници, затоа што он е должен полициската службена униформа да не ја злоупотребува, законот кој го читав за полицијата, он треба да извршува професионално, совесно и одговорно полициската работа. А он спротивно го заштитува вамо и си прават ова. Но тоа се надевам со помош на Министерството, кабинетот на господинот Оливер, ќе ги откриеме кои се тие полициски службеници што ги заштитуваат и ги држат им го дозволуваат они тоа да го прават. Ние не застануваме тука, сега за 6 месеци секојдневно што ги имаше тие питачите ги отстранивме веќе од најатрактивните, најбогатите локации. Значи сега константно дежураме, само што ќе ме видат, дали возило, дали на велосипед, дали од други страни, одма бега. Значи јас премногу сум среќен што дадовме се од себе, МПЦ, Мавровка, еве Капиштес го чистиме строгиот центар на центарот. Ситимол го исчистиме, каде што и тамо имаме, према Момин поток, према Бутел, према многу скопски општини, ние скоро центарот го ослободивме од самите питачи, затоа што нивното работно време, јас кажав дека им почнува од 9, завршува во 1:30 на полноќ. Значи, јас кога и да вртев 192, било каде и да бев, полицијата мене секогаш во пресред ми излегуваше. И тоа е нивна должност да излезе на терен. Они имат некои програми и планови, како што кажуваше господинот Оливер, она што го добивме ние дописот. Полицијата добро постапува и ја премногу сум заблагодарен, како што кажав, од полициските. Јас еве ќе дадам еден апел до министерката новата за труд и социјала, до Ковачевски, дајте да седнеме на маса, да го решиме проблемот секојдневниот кој го имат ромите, институционално да се решават, затоа што ќе кажам во Скопје и во цела Македонија имаме само 2 дневни центри за ромите.
Тоа не е резултат, тоа не е решение, затоа што они ќе работат од 9 до 12 или до 17. Тие пак се враќаат на улица и бегаат, затоа што и родителите ги обучават и ги спремат они како да продолжат со питачењето и децата кои ги злоупотребуваат. Прашањето е тоа, вие ми кажувате дека тие се отстранети од тие локации, дека веќе не се таму, но веднаш се наметнува прашањето во ред. Ки ги тргнете од тие локации од кои они вадат некаква екзистенција? Што понатаму? Што се случува со нив? Каде они завршуваат? Они наоѓаат други канали и продолжуваат со питачењето во ресторани, кафичи, пицери, значи, не се откажуваат од питачење. Не се откажуваат, но вака ако ние продолжиме со истото темпо и доколку се вклучи Министерството за труд и социјала да ги седне сите ромски здруженија, каде што ја би сакал таму да учествувам, да го кажам каде е проблемот. Мене не ми е да добијам награда, титула или да ме прослава за хуманист или херој. Јас им докажав како се работи во државата и како треба да се работи. Јас барам од Министерството, од МВР, од влада да имат матични броеви, лични карти, како што кажа господинот Оливер дека посебна програма има за нив, дека ќе се вадат 1500 лични документи кои немат. Јас кажав дека тие дека немат лични карти, немат здравствени книжки, немат изводи на родени, не знаеме кои се, што се, какви се, каде што и они прават самите филмови, родителите ги учат 5 имиња различни да кажуваат кој ќе ги застане некој да ги евидентира. Ние ништо не знаеме. И втора работа, јас барам овој проблем е на Министерството за труд и социјала да го реши горливиот проблем. Домови се затворија, може да се сместа таму, може работилници да се направат, да се отворат, да се донесе закон за вработување. Еве, во Република Србија има многу роми кои влегоа во тие проекти, баш тоа сега го пратам, пица мајстори, заварувачи, фризери, стоматолози, доктори, она и така натака. Тој пример треба за тука да го земат. Они се научиле питачење, бришење, питачење, не е тоа решението. Јас зошто ќе кажам, еве апелирам до сите ромски здруженија, немам против никого ништо. Дајте заеднички на маса да седнеме да им ги решиме секојдневните проблеми, затоа што кога ќе седнеме сите на маса, на една округла маса, кога ќе видиме они со кои проблеми се соочуваат и кога ќе почнат да се движат работите, ние овој проблем нема да го имаме во рок од 6 месеци. Јас кажав да сум министер за труд и социјала, јас се би направил за нив. И никогаш не би ги користил за политички цели и не ни сакам. Значи, јас сакам како за домските деца, како за децата без родители се избори законски да функционира све за нас, така сакам и за нив, затоа што само законски они кои ќе бидат заштитени и кога ќе застане некој лидер да ги застапува како што треба, веруете, ние тој проблем ќе го решиме. Нема да има разводи, нема да има деца оставање, нема да има абортирање, нема запреминување на 3-14 години, па дете оставило, па не се знае од кој. Значи, кај нив нема ни ред, ништо нема. И тоа е најтрагичното, и државата страда од тоа, и државата ги препуштила сами на себе. Ја им нудам и вработување, им нудеме станови, им нудеме се. Они тука се фокусирале и тука ја гледат иднината. Јас им кажав дека не е решението тука. Решението институционално. Сака да бидат заштитени со закон, да има лична карта, да има државјанство, да има извод, да има редовен работен однос и социјални станови да добијат. Добро, но зошто е потребно вклучување вака на невладини организации, на активисти, на хуманисти во решавање на овој проблем? Зошто не функционираат институциите? Ние тука имаме институции, јасно, Министерството за труд и социјална политика е најнадлежно, социјалните служби кои се повторно под тоа министерството, полицијата е задолжена за спроведување на законот, каде што питачењето е забрането со закон и така натаму. Зошто мора вие да делувате, активисти како вас, зошто институциите сами не го работат тоа? Вака ќе ви кажам, се видува колку работат, колку им се работи. Нивната работа е ниша и врата, зема и плата. Јас да ги видам со мене од 9 часот до 2 полној да се работи, па да видиме како. Јас себе апелирам до сите центри, до министерката, повторно ќе ја нагласам, затоа што ове незина одговорност и должност ова да го изврши, затоа што они се тие кои апелирам до сите директори на центрите за социјални грижи, до сите одговорни во сите центри што се одговорни во цела Македонија од 85 општини, станете од канцелариите, работите, излезете на терен да ги превземете нивните проблеми, да ги работите институционално. Они се тие кои треба. Доколку има некој проблем, институционално да се решава со документи, со факти, со
сите тие работи, откако центрите и откако сите ќе излезат на терен да направат увид, записници, да ги пратат и ред други работи, верувате дека многу подобро ќе функционира тој систем. Јас ќе кажам, јас да сум министер, еве да ме назначат мене, само ми треба 3 месеци власт, ништо повеќе. Еден во канцеларија нема да има еден у канцеларија, све на терен и со тефтерите, како полицијата е на терен, пешачите за маски кои ги казнува за пешачки непочитување, за преголема брзина, тефтеро тука и после викање сите на маса, ајде да видиме што работите, каде се проблемите. Така се работи, така се успева. 3 месеци да ми дадат власт, сите центри има да работат и ќе трчат ако треба. Еден нема да има питач, еден нема да има социјален случај, ние ги сожалуваме. Зошто државата да ја задолжуваме за социјална помош, да добиват ован? Работа има за сите. Сите се работоспособни. Медицина има, доктори стручни има. Сите ќе ги тестираат кој колку е работоспособен. Тие што се работоспособни, ја би ги пуштил на обука, на пракса, на курсеви по фирми, фризери, оджачари, ѕидари и така натака, затоа што за нечиството тука веќе изумира и бегат сите надвор од државата. Јас кажав, кој ќе се направи таков план, таква програма, верувате дека од нив многу поуспешни генерации ќе ова. Луѓето намака си имаат проблем, никој не застана од цврсто како јас што застанав. Јас пак ќе кажам дека ништо не сакам од ромите, само сакам да бидат законски заштитени, да ги имат своите права, да функционира ова држава и ниту еден питач да нема, затоа што така се решаваат проблемите. Они немат ниту здравствени книжки, ниту здравствено се прегледани. Јас кажав дека секојдневно ние имаме 2000 питачи во цела Македонија. Од 2065 ние веќе во Скопје ги отстранивме. Им кажавме каде да идат, каде да се обратат, доколку имат проблем, нека ме видат, кидеме заедно да го решиме проблемот. Иначе вака не се работи. Јас еве апелирам, пак ќе кажам, ова се што ни се случува во државата, од сите министри за труд и социјала, кои не работеле, кои не биле свесни и кои не ја вршеле функцијата према ромите, од изминатите министри за труд и социјала и од сегашната и недомаќинското работење во труд и социјала, затоа ние овој бумеранг го добиваме и имаме сериозен голем проблем. 2000 секојдневно питачат, ги кажавме кои се локациите, маркирани се. Јас апелирам до министерството, до министерката, дајте работете сериозно да добијат покрив на глава, вработување, курсеви, обуки, здравствената состојба на 1500 секојдневно кој им е критична да им се реши, да се однесат по доктори, да се лечат, да се оздрават, за да имаме ние здрав и прав наталитет. Исто ќе кажам, со полицијата сега немам никаков проблем. Ние сега од тука продолжуваме во Куманово, градоначалникот Максим се вклучи во овој проект. Ние му дадовме и му ветивме дека во рок од еден месец цело Куманово, каде што ги има маркирани локациите, каде што ги добивме од страната на општина Куманово, ние за месец дена ќе го исчистиме Куманово. И тоа не е работа сега. Ова не е работа. Секојдневно 65 ти да ги избркаш, да ги отстраниш, да им ги кажеш патиштата каде треба, што треба и што треба да се направи. Да. Добро, зборуваме многу за институциите, но каде се граѓаните? Имат ли и дали е потребно тука да апелираме и на свеста на граѓаните, бидејќи дали луѓето разбираат дека кога му даваат пари на некој питач, особено на дете, дека не му помагаат, всушност дека му одмагаат, дека му прават многу лоша услуга, па исто ние чистачи на шофершапни и така натаму, па и со малите деца кои продаваат некакви дребули кои значи од десетина години работат на улици, дека со купување и со давање пари на тие деца не им помагате воопшто. Да. Јас се ви апелирам и како во изминатите месеци што апелирав, ве замолувам да престанете веќе да им давате монети, да бидат зависници од ова, да се прави зголемен бизнис, затоа што пак ќе кажам, со вашата хуманост ви се враќа со шамар од страната на питачите, злоупотребувачите. Тоа многу го кажав јас јасно и гласно во сите медиумски мои настапи, гостување и така натака, дека тие пари децата не ги добиваат. Ги добиваат организаторите, макроата, шефовите и нивните непознати вистински родители и нивни родители, каде што децата не ги добиваат. Граѓаните, самите возачи и не ги сожалувајте. Има кој да го реши проблемот. Државата и институциите со мој притисок ќе се решат проблемите и ќе се отстранат. Втора работа, откако граѓаните ќе престанат да им дават, да ги сожалуваат, да не им отварат прозори, едноставно да ги игнорират, само да си го гледаат воланот и таму каде што треба да стигнат со возилото,
верувате дека ние со тоа самите ќе ги остраниме и без институциите. Но тука пак ќе кажам, се ствара друг проблем. Они остануваат без работа и без таа помош, каде што може да дојдат и до полоши патишта. Ама за тоа е надлежно Министерството, центрите за социјални грижи, директорите кои седат сега по кафани и по кафичи, наместо нивните проблеми да ги работат, они си работат по кафани и си ги терат своите приватни бизниси. И тука се ствара проблемот. Јас себе ќе кажам, апелирам, не ги сожалувајте, престанете да им давате, дајте да го решиме овој проблем институционално. Еве веќе има резултати од полицијата, ќе им се дават матични броеви, посебно кои се водат, сега не знаеме како иде тоа, што иде, лични карти, утре извод, државјанство, си има програма МВР, треба да си ја спроведе, тоа не е никаков проблем. И ги замолувам да не дават, тоа тука највише ќе го кажам, по ресторани, кафичи, пицери, маркети, месари, аптеки ги има, насекаде ги има нив. Ние колку им даваме повеќе пари, они се повеќе се зависници и во последно време, сега и вчера викнавме полиција, каде што полициската станица, центар и командирот и вработените ги известивме 192 во цела Македонија, пратија патрола, ги отстранија. Знаете сега колку се поагресивни, подрски и побезобразни ако не им даде или не му отвори. Значи они веќе користат и насилство и сила и она е тоа што ете кој гес они го добиваат од нивната страна. Дури и неделава кога правивме истражување во Капишес на тие 4 локации атрактивните, да ви кажам, они имат и кукли, овие вештачки кукли купени од маркет или најдени по континери, ги покриват со партал и луѓево така ги сожалуват, види партал му стаи само за да го... Тоа е све се филмови сценарија од нивната страна обучени. Јас пак ќе кажам, апелирам до сите граѓани, каде и да сте, не им давајте, верувате дека откако нема да им се дават, откако ќе се престане прушењето рака према нив, оставете државата, институциите, министерството, центрите да ја вршат функцијата. Јас ќе кажам, најголемиот проблем го имам со владата и со Министерството за труд и социјала, министерката и центрите да го решиме сите заеднички овој проблем. Добро, тука кога зборуваме за Министерството за труд и социјала, тука законот е јасен. Тука се работи за класична злоупотреба на деца од тие дали им се родители или дури и да не им се родители, тогаш тие се поставува прашање кај им се родителите, тогаш се запоставени без разлика. Значи особено за бебиња, еве. Значи тука е јасно, значи социјалните служби треба да ги одземат тие деца. Да. Треба да ги одземат тие деца. И сега можеби е жално и вие сте дете од дом. Можеби е тоа малку сурово, но можеби е подобро да се стават во домови, во државни домови, да израснат отколку да растат вака. Бидејќи вака знаеме дека и здравието им се упропастува, прашање и колку ќе живеат вака, колку ќе им биде животниот век. Потоа многу од нив стануваат и зависници, со лепак, со дроги и така натаму. Можеби е сепак похумано да тие деца да се одземаат и да се стават во домот. Јас да пак ќе кажам, ќе се навратам. Ќе одговориме на сите прашања. Да сум министер за труд и социјала, јас како родител и како сирак што помина во домот, што никој не дозволам да ме сожалува. Јас сум борец до крај и Господ ме дал, Господ ќе ме земе. Втора работа, ние, значи, што бараме? Ја да сум министер, прво, не би се осмелил стварно таму кај што треба стварно ќе се одземе родителското право доживотно да го нема, но би направил систем и програма да има да го посетува, да функционира, да работи, да си го знае коренот биолошките родители и така натака. Тоа е нехумано да ние целосно му го земеме. При ментална состојба, здравствената состојба и така натака, стручните лица од медицината, комисиите, се што ќе кажат, јас тоа ќе го на крај би го ставил потписот дека треба да се одземе и така натака. Но тука би формирал повеќе мислење и повеќе комисии да видиме што ќе кажат. Една комисија не може да каже и толку. Значи повеќе мислења, тоа е 100 пати подобро. Јас сум за да им се одземе родителското право на одредени грейс периоди. Да им се одземе децата додека дојдат во првобитна здравствена состојба, мајките да ги пратиме на едукации работилници, стручни лица, педагози, дефектолози, психијатри да работат со нив, да им дадат медицинска терапија каде што ќе биде и контролирани родителите дали ја користат терапијата, не ја користат, па медицинските лица ќе кажат ја пиел, не ја пиел, дека истата состојба му тогаш веќе ќе имаме на други начини, ќе идеме како да им се одземе целосно, дека тие се неделовно способни за чување на децата каде што нивните деца ги злоупотребуваат. И ова на крај ќе го кажам. Децата си ги знаат кои им се своите биолошки родители.
Тие се тргнати на страна или дома си седат, си пијат кафиња, цигари, си шетат по други градови, а нивните деца се препродавани и давани на други макроа да ги рентат за продавање, затоа што полицијата, откако јас ќе доставам допис, на Градиме Иднина и на полициската станица, ние им даваме локации каде се и на кои места ги има и кои се лицата на возраст, проценка правиме од прилика каде, што и како. Добиваме ние одговор дека полицијата, Центар, Гази Баба, сите овие извештаи се доставени до сите полициски станици во градот Скопје и во цела Македонија. Ќе ги доставаме откако ќе правиме ова. Откако ние ова им го доставаме, они постапуваат и барам веднаш да ме алармират кога кидат на терен да бидам присутен јас, да видам дали ја извршиле службената положба. Доколку полицијата не ја изврши, јас ќе барам внатрешна контрола на МВР према моите барања зошто не е постапено и зошто не е излезено на терен, затоа што ние питачите ги имаме веќе една недела во Капиштец. Вчера имавме патроли дежурства, ги начекавме дека полицијата од полициската станица Центар ја извршува функцијата како што треба. Откако сето тоа ќе функционира, верувате дека ќе нема. И јас ќе кажам и апелирам да престанат граѓаните да дават, да не им дават ниту монета, ниту денарче, ниту 10, ниту 50, затоа што децата не ги добиваат нивните организатори, нивните непознати сторени лица. Тоа е важно за луѓето да знаат, да. Да. Дека постојат организатори. Организатори има, макроа има, шефови нивни си имаат, дури и ќе кажам, јавноста ќе ја запознам. Немојте да ги сожалувате, затоа што тие деца не се на тие лица кои питачат со нив или ги држат. Жена од 50 години, да, негде сум читал, има Господ им дал среќа, после 50 години мајката да роди деца на 50 години. Ама сега вие кој логички жена од 55 години да ми држи дете во ова, нонсенс, затоа што тоа дете е земено од други биолошки родители, продадено е за 2-3 денара и она ќе извади денеска 6.000 денара, затоа што ние им го знаеме и бизнисот. Ќе кажам, Тафталиже, Стара Алумина, имаше ромка питачка. 4 месеци ја предупредувавме, опомени, 100 опомени дадовме. Господи, тргнете се, правите кривишно дело, за ова се одговара од 1 до 3 години затвор. Значи, дојдов до полициска станица да ја приведуваат во Комбе. Јас, што тоа не е хумано, не е убаво, но и помогнавме на полицијата и ја приведува господјата. Ниту лична карта, ниту знаеме од каде е и не знаеме дали од Македонија или од некој друг град или од друга држава. 5 сати ја држеја додека ја каже вистината од каде, што, како. Знаете колку на тој булевар питачи она? Од 3 до 5.000 денара на ден вади. 31 ден. Пута 3.000 или 5.000 денара? Да, големи пари. Добро, ние со овие емисии како медиум и вие како невладина организација се обидуваме да влијаеме и на јавното мислење, но и врз работата на институциите. Значи, после ова гостување, после претходното неколку месеци веќе има позитивна разлика. Многу. Вие велите, има многу резултати. Ние сега ќе оставиме повторно еден грейс период за институциите, нека поработат, ќе поработиме и на свеста на граѓаните, вака, ќе оставиме повторно еден грейс период од неколку месеци да видиме какви резултати ќе има и повторно ќе ве викнеме. Повторно ќе ве викнеме да ни кажете до каде е проектот, дали работиме како што треба и дали влијаеме. Па да, видете, пред се пак ќе кажам голема благодарност на сите главни уредници, сите новинарски екипи, сите новинари во цела Македонија што стварно се вклучија, го реши овој проблем да овој глас дојде до јавноста и граѓаните одлучуваат и ги казнуваат дали треба да добијат или не. Јас кажав дека може и на друг начин да се помогне. Доколку граѓаните застанат, ние ќе направиме посебен фонд и програма за работа на граѓаните. Сите тие кои сакаат да помогнат за правата на ромите, сите тие средства секојдневно, каде што милионска сума се врти на ден, месечно и годишно ниво, верувате, ние тој фонд би го направиле, банка да се отвори жиро сметка, сите тие пари што ги дават граѓаните, возачите и во цела Македонија, верувате, тие средства да легнат на сметката за проект, ќе кажеме да им се направат нови куќи или да им се реновират. За ромите, верувате дека со тие пари они до сега куќи ќе има, проблемите ќе им се реше, ќе има и струја, и вода, и грејење, и сите тие работи. Значи,
престанете да им давате, ќе најдеме начин како ние да ги решиме, но пак ќе кажам, тука треба државата институционално, затоа што еве господинот Вучич во Србија сите министри ги собра, овој проблем веќе он го решава, институционално го решава, и им дава наредби, налози како да ја врши ова, и ме радува што од страната на ромите има пекари, фризери, стоматолози, медицински лица, сервисери, мајстори, вулканизери и така натака. Да. Но ние само со тоа ги така. Добро, господине Јовановиќ, ви благодарам за ова гостување. Ви благодарам и на вас. Ова беше Илија Јовановиќ од невладината Градиме Иднина и со ова го завршуваме и ова студио 10. Почитувани, ви благодариме на вниманието и останете со програмата на телевизија 24.